Лаговски, мене ми е драго што првиот слободен ден после 6 месеци заробени во институциите, конкретно во министерство кое што тоне во криминал, во корупција, во огромни случаи на исперени пари и злоупотребени ресурси, после 6 месеци неуморна работа, деноноќно, посветено во интерес на сите граѓани, во интерес на земјоделците, во интерес на Македонија, после 6 месеци преданост на она што беше цел, да бидеме контролори на изборниот процес, да ги спречиме злоупотребите кои што ги прави токму оваа злосторничка власт на ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ. Фашистичка! Мене ми е драго што првиот слободен ден сум тука повторно работно во Охрид, па и на Дош, и благодарност што сте собрани повторно во оволкав број токму овде и на вакво време. Но која е клучната порака и што е клучно што се случи овие денови? Тоа е уште една добиена битка на сите оние кои што во целиот овој период, оваа година и пол наназад, беа заедно со граѓаните, со председателот Заев, со лидерството на опозицијата, предводени од овој проект Вистината за Македонија, кој што го започнавме токму пред година и половина. Најдобрата вест која што се случи деновиве, а која што е потврда на нашата непоколебливост, на нашата непопусливост, на нашата храброст и издржаност на сите нас, е што избори на 5 јуни нема да има. Така! Бетонот на Груевски се распука и бидете убедени дека се она што го тврдат овие денови и тоа ќе се распука. Зборот е збор. Ветувавме пред сите граѓани дека после овој проект Вистината за Македонија, кој што ги разобличи до крај, проект кој што го направивме не за нешто друго, туку за да никогаш повеќе да не се повтори. Како што кажа и претходниот соговорник, бидејќи прати пораки до идната власт, односно до идните одговорни луѓе кои што ќе се борат за решавањето на проблемите. Токму тоа беше целта, никогаш да не се повтори. Никогаш да не се повтори и на никој политичар да не му текне, без разлика дали од СДСМ, дали од ДУИ, од ДП, од ВМРО. На никого да не му текне дека може во сред ноќ да звони на членови на судски совет и да мести судии. На никого да не му текне дека може на телефон да договара пресуди, да се договарат обвиненија. На никого да не му текне дека може да се јавува на новинари и да нарачува прилози. На никого да не му текне да се игра со судбините на луѓето, да руши згради, Да убива луѓе! да мести тендери, да договара провизии, да купува парцели и да ги прави сите овие злоупотреби кои што ги слушнавме ни целиот овој проект Вистината за Македонија. И токму тој проект и Вистината за Македонија денес се наоѓаме во сосема други позиции. Незамисливо беше, научна фантастика беше да замислиме пред година дена дека Никола Груевски ќе си замине од премиерската функција. Денес сме сведоци дека никој не му се плаши ни на Никола Груевски, ни на никоја таа криминална банда. Денес Никола Груевски и пола извршен комитет се обвинети од специјалното обвинителство како едно злосторничко здружение, обвинети за тешки кривични дела и убиства. И правдата ќе ги стигне и никој нема да се спаси од одговорноста. Колку и сака да се пазари било кој од нив, нема попуштање, нема повлекување, правда и одговорност ќе има за сите, аболиција нема да има за никого. Тврдевме пред некое време дека има уставна можност да се свика собранието. Повторно беа тие првите кои што велеа дека нема устав и закон по кој што може да ги натера и Трајко и компанија да го свикаат собранието. Мафијата! Тврдевме дека
ќе се свика собранието и дека ќе се повлече аболицијата и денес сме сведоци повторно дека си ги газат собствените одлуки. Само со неколку реченици. Минатата година први велеа дека снимките биле монтирани и лепени сечени. Велеа дека нема да преговараат. Велеа со одлука на извршен комитет дека промена на премиер нема да има. Дека промена на министри нема да има. Дека нема да има специјално јавно обвинителство и дека нема да преговарат за ништо од она што баравме. Дали е техничка влада, дали е нова државна изборна комисија, дали е ново обвинителство, дали е нов изборен законник. За сето тоа донесоа партиски одлуки на извршниот комитет. Но нашата храброст, решеност и издржливост во целиот овој период, заедно со сите граѓани, со вистината за Македонија, со граѓаните за Македонија, вклучително и со шарената револуција, доведоа да нивниот бетон попушти, се распука и бидете убедени дека сите одлуки кои што ги донесовме, над сите ќе обстанеме и во ништо нема да попуштиме. Клучно овие денови е што избори немаше ни на 24 април, избори нема ни на 5 јуни и се изборихме и да нема датум за избори. Затоа што не е битен датумот, битно е кој ги организира тие избори и битно е да се исполнат сите услови тие избори да бидат фер, слободни и демократски. И како што као бајчиња гласа и за Катица Јанова, гласа и за членовите на Државната изборна комисија и ги сменија сите нивни одлуки, така во следниот период ќе имаме и слободни и независни медиуми, ќе имаме целосен, прочистен избирачки список, ќе имаме одвојување на партијата од државата, ќе имаме влада која ќе организира фер, слободни и демократски избори, избори на кои што ова банда ќе си замире. Избори после кои што ќе одговарат, избори после кои што парите ќе ги вратат Мора! бюджетот, парите ќе ги вратат на граѓаните. Ја ве убедувам и сум уверен. Бидејќи бевме дел од институциите и бидејќи видовме како се трошат ресурсите, видовме колку се тоа уништени институции кои што треба да се враќаат назад, колку се тоа институции кои што биле злоупотребени од нив. И токму затоа ја донесува оваа одлука. Бидејќи мислат дека со едностраната одлука, која што им беше потребна да се донесе, да се исклучи опозицијата, да се прекрши договорот од Пржино, мислат дека на тој начин ќе се спасат и од избори, ќе се спасат и од правда, и од одговорност. Треба да им биде јасно дека бегање од таа работа нема, дека Македонија е на нозе, народот, граѓаните се на нозе, си ја бараат слободата, Вистината и демократијата назад во Македонија. И ова е единствениот пат, бидете убедени, во она во кое што го исполнувавме до сега, а за кое што и меѓународната заедница испраќа усогласени пораки и денес, дека поддршката на специјалното јавно обвинителство е огромна, дека имаат неограничени надлежности согласно законот и устав кој што беше донесен токму и од нив. Дека пораката и на домашната јавност и на меѓународната е синхронизирана. Нема половични аболиции. Никој нема да се спаси од правдата и од вистината. Мафија на робија! Една- Мафија на робија! Бидејќи бев дел токму од едно министерство во кое што неуморно се боревме ден и ноќ, сакам со една вистина и со една порака да знаете за какви луѓе станува збор кога ја бараме обврската, одговорноста да ги решаваме проблемите и да ги демократизираме институциите во наредниот период. Кога ја започнавме целата оваа наша работа и кога лично
се уверив во сите криминали и злоупотреби кои што ги правеле и во кои што се вклучени врхушката на власта, како склучувале договори, фалсификати, како се злоупотребени парите на граѓаните, ресурсите, парите за субвенции, како одат кај луѓе кои што се блиски на власта, како се наместени тендери од над 30 милиони евра и сето она што го објавивме низ 60 познати случаи во јавноста. Тогаш, на самиот почеток, бидејќи стануваше збор, како што сакат да ги кажат луѓе од фамилијата крупни зверки, како сакате наречете ги, луѓе кои што се ја похлопија македонската економија, тогаш отидов кај председателот Заев за да прашам што правиме и како правиме. Одговорот на председателот беше: СДСМ и јас не должиме на никого, ниту на Орце Камчев, ниту на Минче Јорданов, ниту на газди на медиуми на телевизиски куќи. Нема бизнисмен, нема човек што може да не подкупи да работиме поинаку од она за кое што ветуваме пред граѓаните. И затоа објавивме се што имаме и затоа се бориме и за слободата и за вистината. Честно, искрено, одговорно ќе стоиме пред целиот народ, затоа што и за брат да се работи нема спас. Немаме повеќе право на грешки. Оваа генерација на луѓе треба да му биде јасно и на Труевски, и на Мијалков, и на целата банда обвината во злосторничко здружение за сериозни кривични дела. Треба да им биде јасно дека со оваа генерација на храбри луѓе кои што се решени да се борат до крај, без оглед за кого станува збор. Нити ме интересира дали е некој моќен, дали има милиарди или пак не. Ке се бориме за вистината, за правдата до крај. И затоа треба да им биде јасно дека нема да попуштиме во ниту еден момент, дека ќе ги стигне правдата, дека парите ќе ги вратат назад